Гротовски, прсна во смеа кога му раскажував за книгата која ја пишувам и реакциите на определени пријатели и блиски соработници кои веќе го прочитаа ракописот. Се работи за мај 1997 и ние сме во Понтедера. Гротовски има 63 години, а јас го имав 60-тиот роден ден неколку месеци претходно. Му раскажувам за критицизмот кон првичните читатели кои веќе го прочитаа ракописот. Нивните коментари укажуваат на две опасности и едно основно прашање, а тоа со месеци го блокира мојот напредок. Двете опасности се состојат од прекомерното присуство на мојата личност, а и на ненамерното, преупростено толкување на личноста на Гротовски. Потребата да се раскажат фактите, како да се муабети со стари луѓе или со блиски пријатели, ми даде до тоа да им дадам авантуристички тон на моите дејства, правејќи ги истакнати. Моите првични читатели забележаа дека јас секогаш среќавам фантастични, дарежливи луѓе. И тие додадоа: тоа е како да сакаш да инсинуираш дека околностите, случајноста или соработниците биле тие токму што го направиле Гротовски величествен. Така, желбата да се фрли светлина на луѓето кои што се заборавени денес, запоставени или плашливо споменати во книгите за историската авантура на театарската лабораторија 13 редови, има спротивен ефект од посекувањето. Ако раскажував за човечките квалитети на Гротовски, онаков каков што го познава во раните 60-ти, кога беше далеко од тоа да стане мит, и дури не ни помислуваше дека некогаш ќе стане, тоа беше бидејќи сакав да ја вратам атмосферата и околностите на тој период, на храброста на еден безимен млад човек, кој што се постави себе си наспроти театарот, на целата негова земја, наспроти основните принципи на професијата, наспроти самиот начин на сваќање на културата и над се, против комунистичкиот режим, кој го зауздуваше секој обид да се избега од нормите кои што ги наметнуваше. Не беше тешко да се заобиколат двете опасности. Вистинската тешкотија беше да се даде одговор на прашањето кое сите читатели го поставуваа во една или во друга форма. Каква беше врската меѓу тебе и Гротовски? Не е баш се јасно од она што го кажуваш. Ти никогаш не зборуваш за тоа. Мора да сте биле екстремно блиски. Има многу малку години разлика меѓу вас, а сепак тој те нарекува Ким, а ти го нарекуваш Лама. Може би е само шегано, се гледа од неговите писма дека тој е многу приврзан со тебе, а и загрижен за тебе, а дека ти си станал различна личност од како си се сретнал со него. Што се случило? Што беше тоа што одржа таа врска жива се до ден денес? Некои пријатели додаваа шегувајќи се: да не бевте хомосексуална двојка. На ова место во мојата сторија, Гротовски прсна во смеа, забележувајќи дека е вистинска штета што не ни текнувало претходно, бидејќи сме можеле да се забавуваме многу со тоа. Потоа пак станавме сериозни. Јас го прашував како ќе ја дефинира на таа врска за време на тие години. Сатев дека без да најдам одговор на тоа, она што го напишав немаше да биде комплетно. Но јас се уште немав никаков одговор. Гротовски размислуваше. Неговите очи беа полузатворени. Тој е многу уморен и болен. Ова утро тој дојде во градското собрание во Понтедера, каде ме прогласија за почесен граѓанин на градот. А истото признание му било доделено нему неколку години претходно. Така, Гротовски и јас се шегувавме околу фактот дека сега сме сограѓани и најпосле имаме држава. Тој е исцрпен, а неговите движења се дури поспори од вообичаено. Се прашував како ќе биде во состојба да замине за Париз за неколку дена. Тој требаше да одржи предавање на францускиот колеж, каде беше наименуван за професор по театарска антропологија. Гротовски говореше надолго за нашите карактери, кои што се комплементарни. Не само во практични, видливи услови. Јас отворен, тој затворен и така натака. Тој опиша комплементарноста од точката на гледање за која и тој и јас сметавме дека е наша мисија. Обајцата трагавме по нешто над нас, кој ќе му даде вредност на оно што го работиме. Нашите дејства немаа вредност сами по себе. Ние двајцата го чувствувавме тоа многу поинтензивно. Но за него постоеше нешто супериорно, подалеку од светот кој го познававме. Тој секогаш веруваше во тоа. Истото не важи за мене. Тој знаеше дека јас не верувам во тоа.
Гротовски продолжи. Мора да се смета на тежината на околностите во Ополе, на надворешните притисоци. Ние многу добро знаевме дека скриени микрофони ги снимаа нашите разговори. Па нашиот јазик беше алузивен, загатлив. Ние користевме епизоди и ликови од текстовите на Громбович, кога говоревме за луѓе и настани околу нас. Тоа не беше само кодиран јазик. Имаше чувство за длабоко соучесништво, за екстремна блискост. Ѓуѓиња ми падна на памет. Вака Гротовски ги нарекуваше агентите на тајната полиција и нивните соработници. Информатори и професионални шпиони. Тие беа се присутни во школите, рестораните, во фабриките, на секое работно место. Исто и во театрите. Гротовски се насмеа. Тој изгледа уживаше да се присетува на нашите минати и троштини. Кога луѓето критикуваа мадам Блаватски теозофијата, мајката на Пондичери имаше обичај да каже дека Господ има потреба од се, па дури и од глупост. На ова место јас забележувам дека ние се уште не најдовме одговор на моето пријателско прашање. Гротовски ги повтори моите зборови. Можеби не постои одговор. Секоја реконструкција која не се пренесува на читателите, ризикува да остане неразбирлива. Постојат некои искуства, така вкоренити во нашите сетила, кои стануваат разбирливи само преку нашите тела. Кога овие искуства се раскажуваат 10, 20, 30 години подоцна на оние кои не ги доживеале, зборовите имаат смисла, но тешко да се вдахнат импликациите. Едно утро, зимата, 1964, секретарот на театарската лабораторија 13 редови ми нареди дека милицијата ме повикала. Јас веднаш отидов и бев одведен во просторија каде двајца мажи во цивилни облеки седеа за едно биро. Тие љубезно ме замолија да седнам на столчето пред нив. Господине Барба, дали имате многу пријатели во Варшава? Прашањето ме изненади. А јас веднаш помислив што би требало да биде следното. Мојот мозок почна френетично да работи. Што треба да одговорам сега? Како да ги заштитам луѓето кои ги знаев? Да, знам многу луѓе. Но сега не ги гледам толку често откако студирам тука, во Ополе. Може ли да ни кажете колку го знаете? Спомнав некои девојки кои живееа во студентскиот хостел. Далечни познаници. Мои пријатели кои беа членови на комунистичката партија. Ниту еден кој би можел да биде дури ни под најмал сомнеш за ерес. Зошто ми испрашуваа сега, кога претходно никогаш не ме вознемирувале? Каква грешка бев направил? Кого се обидуваат да инкриминираат преку мене? Јас одговорав бавно, за да добијам време. И кого друг познавате? Правејќи уште еден напор, јас именував некои актери кои ги сретна во Спатив клуб, мои учители од театарската школа, некои странци кои сега си заминаа од Полска. Настана долга тишина. Двајцата мажи ме погледнаа како да е завршено испрашувањето. Дали го познавате АБ? Да. Зошто не го спомнавте него? Па не ми падна на ум. Дали го познавате ЦД? Да, го познавам. Вашето сеќавање изгледа не е баш најдобро. А СТ, ГХ, ЕЕ, дали се сеќавате на нив? Јас сватив дека тие знаат се. Секоја личност која сум ја сретнал што сме разговарале. До 5 часот попладне кога ме пуштија јас им одговорав на сите нивни прашања. Цели 7 часа. На враќање кон театарската лабораторија 13 редови јас повторно минав низ нив во мислите. Се обидов да се преосигурам дека моите одговори беа безопасни. Но што е безопасно, што може да ти ја скрши кичмата или она на твоите најдраги лица во кралството на ѓуѓињата? Испрашувањето од милицијата во Ополе немаше никакви трагични последици. Сепак, моето тело ги помнеше условите за живот на тие мажи и жени, кои го бранеа оно што беше суштинско. А суштинското со време беше сведено на тоа да не се соработува со ѓуѓињата. Помислувам на зборовите на Тадеуш Боровски, кој Гротовски ги избра за мото на Акропол. Ние ќе оставиме зад себе само старо железо и шупливо, подбивна смеа на генерациите. Но она што мора да го сториш, мора. Па не поставувај никакви прашања. Првиот дел од книгата, Земја на пеплишта и дијаманти,
Раскажува фрагмент од подземната историја на театарот и една љубовна приказна. Го напишав ова со намера да овозможам сведоштво за одредени пресудни години во театарот од втората половина на 20-тото столетие. Со инкубацијата и востанувањето на театарската буна од Јиржи Гротовски, Лудвиг Флашен, Јиржи Гуравски и мала група на актери околу нив. Контекстот е социјалистичка Полска. За време на периодот во незината историја, кој беше одбележан од мрачноста на полицискиот режим и од пламеноста на интелектуалниот и уметнички живот, кој во исто време беше ослободувачки крик и неуморно обликување на слободата. Секоја трага на мирисот на тие години, не многу далечни, се чини денес исчезната. И како и секогаш, кога трагите бледнеат, историјата навлегува во опасност да стане праволиниска. Или со други зборови, таа колебливо се искривува зинеет на вистината на фактите кои таа ги поврзува. Возможно е, например, да се поврзе театарот на Гротовски со реформите и истражувањата од првата половина на столетието, долж словенската линија, Станиславски, Вачтангов, Мерхолд, Езенштајн, Гротовски. Или поинаку, понеобично, линија која го следи делото на актерот и режисерот внатре и наспроти книжевниот текст. Мерхолд, Брехт, Гротовски. Или пак линија која оди зад хоризонтот на изведбата, видена како единствена цел на театарското делување. Станиславски, Сулержицки, Купе, Острева, Гротовски. Сите овие поврзувања се правилни, но тие им служат над се на оние кои се оддале себе си на задачата за изнаоѓање на значењето на настаните од минатото. Порт Боу е шпанско село на границата со Франција, каде Валтер Бенџамин извршил самоубиство кога бегал од нацизмот. Јас бев таму, во пролетта 1995 година да го посетам неговиот гроб. Го побарав на гробиштата, но не можев да го најдам. Тогаш ми светна. Сватив дека тој не може да биде таму. Тој не само што извршил самоубиство, туку исто така бил и евреин. Гробиштата беа поставени високо на крпестиот брег, штрчејки над морето и небото. Изникнувајќи од каменливата површина беше еден влез во тунел, како челично црево, обложен од истиот цврст метал како воен брод, луштејќи се од дрѓа од солените ветришта. Скалите, исто така од челик, водеа долу внатре во тунелот, се до морето. Штом започнав да чекорам по нив, мојот собствен одраз ме пресретна. Во далечината можев да го видам синото зеленило на водата и себе си како се приближувам. Тунелот завршуваше ненадејно, затворен со стаклено окно, рефлектирајќи го секој кој слегуваше по скалите. Ги пуштив емоциите да течат додека се восхитував на споменикот кој Дани Керавен му го посвети на марксистот кабалист. Додека мојот собствен одблесок во речиси непрозирното стакло не го запре моето слегување. На стаклото со ситни букви беше запишан навод од Валтер Бенџамин. Помачно е да се почитува споменот на безимените, отколку оној на славните. Историската конструкција е посветена на споменот на безимените. Би сакал да го прераскажам средишниот миг во театарската историја, како да бил сторија на безимените млади луѓе. Сакам да го представам тоа што беше тогаш, подземната историја, сторијата на критиците. Бевме ли ние фанатици заслепени од привид? Беше ли тоа јавно признание што го претвори овој привид во дијамант? Подземната историја на театарот не може да биде заробена од јаснотијата и разумните последователни објаснувања. Таа е тек на очевидни случајности, неповрзани настани и случајни средби. Над се таа разоткрива, позади величието на изборите и делотворноста на резултатите, инакви сили и инакви димензии. Нагонот кон бунт, неспособност за подчинување во духот на времето, жет да се надмине своето собствено општество и себе. И силата на заљубување и на самата љубов. Кое друго име освен љубов може да ја дадеме на страста која втурна едни театарски уметници еден кон друг? Анџеј Вајда беше оној кој ме убеди да студирам театар во Полска. Поточно, Вајда сними филм за самата цел со што просто ме натера да студирам театар во Полска. Тоа беше Пеплишта и дијаманти и јас го гледав во Осло есента 1959 година.
Тој ме погоди како удар во стомакот и јас се враќав да го гледам повторно и повторно. 3, 5, можеби 10 пати. Сликите кои блеснуваа на екранот беа од граѓанската војна. Се сеќавам, главниот лик, Збигнев Цибулски, имаше машки, а сепак ранлив израз кој јас повторно ќе го препознам после неколку години во лицето на актерот на Гротовски, Ришард Чешлак. Историјата се случува во Полска, земја која до тогаш за мене беше абстрактна и далечна како Намибија или Молдавија. Јас знаев дека тоа била монархија и дека низиниот крал бил наречен Угу. Сега, Полска беше отворена во оние жени и мажи кои сака и кои умира како да беа дел од мене. И тајки кон библиотеката за да прочитам нешто за ова ново откритие, најдов на часописот на Сартер, Модерни времиња, кој беше посветен на полскиот листопад и бунтот без жртви кој го донесе либералот Гомулка на власт. Текстови од непознати поети, писатели, драматурзи, филозофи ми отворија една земја од 1001 ноќи. Јас просто морав да одам таму. Наоружен со школарина за да студирам полска литература, јас пристигнав во Варшава. Коложек, јануари 1961. Излегов од возот. А мојата глава беше исполната со соништа и цврста намера да станам театарски режисер. Имав 24 и не знав ниту збор полски. Сепак, се запишав на универзитетот и веднаш потоа отидов во театарската школа за да се распрашам за воведниот испит. Подробен проект за продукција кој вклучуваше сценографија и костими кои тие за среќа ми дозволија да го работам на француски. Јас го избрав Едип Тиранинот на Софокле. Додека работев на својот продукцијски проект, јас во исто време студирав полски. Исто така ги следав и курсивите на универзитетот и иако искрено разбирав многу малку, тоа ми даде добра шанса да се поврзам и со други млади луѓе, а навечер да одам со нив и во студентските домови. Се сеќавам, еден од моите професори беше Јан Кот. Брилијантен критичар, се уште беше непознат надвор. На почетокот на март, цутар, јас го одработив својот продукцијски проект на чело со Богдан Корженевски, кој беше главен на театарската режија во школата. И мојата политичка приврзаност некако го преобрази тој текст на Софокле во оптимистичка трагедија. Јас замислив една голема пирамида која ја исполнуваше целата сцена со Едип, Јокаста, нивните деца, Креон, и сите тие беа на врвот, додека толпата и Тирести пророкот беа потиснати во подолните скалила. Во завршната сцена, додека Едип со лице прекриено со крв ја напушташе Теба, а Креон ја оплакуваше својата тажна судбина, толпата си искачи на врвот и го истера Креон. Времето за индивидуализам, кога хероите ги решаваа загадките и ја втурнуваа заедницата во катастрофа, беше поминато. Моите размислувања мора да се чинеа наивни и типични за еден левичарски активист од слободна земја од Западот. Корзениевски многу внимателно ги слушаше моите објаснувања за моите ликови, за нивните мотивации, маските, костимите кои всушност беа инспирирани од некои вавилонски барелјефи, за најпосле да ме праша дали сум сигурен дека представата завршуваше онака како што треба да заврши. Изненаден, јас одговорив дека тоа беше самиот клуч на Едип Тиранинот. А тој продолжи да се распрашува и почна да ме прашува дали сум сигурен дека толку голема толпа би можела да застане на толку малечок врв. Јас бев збунет и никако не можев да откријам дали неговиот приговор беше дословен и се однесуваше нели на бројот на актерите во хорот или тој сепак содржеше и некој ироничен подтекст. Тоа беше една од моите први лекции во полска за разликата меѓу конкретното и желбеното размислување, меѓу она што ние го сакаме и она што стварноста ни го наметнува. Меѓу тие желби и мечтања и немилосрдната објективност на историјата. Во ред, Барба. Во ред. Мислам дека можеш да студираш во нашата школа. Денес, кога говориме за Гротовски, обично се мисли на изразот бедниот театар.
и на представата заснована во суштина на средбата на актерот и гледачот без припомош на останатите уметнички дисциплини, како сценографија, музика или литература. Неговото подривачко дејство на тој начин е сведено на Лопе де Вега. 3 табли, 2 луѓе и една страст. Рихард Вагнер беше првиот кој создаде емотивна интеграција помеѓу сцената и публиката во Бајруит, заронувајќи ги и сцената и гледалиштето во темнина. Спречувајќи ги гледачите да се осврнуваат еден кон друг, тој ги вовлече во магичниот круг на дејството на сцената. Интеграцијата беше продлабочена од Станиславски, кој се сосредоточи на работата на актерот чија искреност требаше да ја резервира чувствителноста на гледачот. Со укинувањето на физичката одвојност помеѓу актерот и гледачот, Гротовски дословно го оствари единството на сцената и гледалиштето. Тоа беше Коперникова револуција со непредвидливи последици за драматургијата на продукцијата, за изведбата на актерите и за восприемањето на гледачите. Со укинувањето на овие два различни простори, сцената за актерите и гледалиштето за гледачите, Гротовски дословно го оствари единството на сцената и гледалиштето. Ова укинување може да се спореди со укинувањето на решетките од кафезот на лавот во зоолошката градина. Заштитени од решетките, ние можеме да стоиме на неколку сантиметри од царот на животните, а сепак да се чувствуваме сигурно. Отстранете ги решетките во представата и нашето чувство за сигурност исчезнува. Па таквото учество бара сосема поинаков интензитет. Денес ова осмоза стана вообичаеност и за традиционалниот и за уличниот театар. Па тешко е да се замисли за препастувањето и влијанието на почетокот на 60-тите, со представи како Акропол, Доктор Фауст или Постојаниот принц, или од идеите кои ги поттикна и начинот на кој беа создадени. Режисерската интервенција врз текстот не е нова во нашево време. Таа се случуваше или преку посебна интерпретација која потполно ја преобразуваше работата, без да се смени ниту збор, како што беше случај понекогаш кај Станиславски, или преку целосна реконструкција на текстот како кај Мерхолд во ревизорот Гогој. Гротовски ја започна традицијата на режисер која секцира и оперира со литературната структура на драстичен начин. Неговата цел беше не само да го представи текстот во современи услови, туку пред се, преку нив да го пресоздаде искуството на екстремните историски настани, како и на поединечните и колективните обсесии. Неговата приврзаност кон класиците и неговата искрена верба во нивната вредност беа обелоденети преку богохулието и обесветувањето. Овој драматуршки метод на кратење на текстот со цел да се ослободи душата на архетипот беше отелотворен од актерите, чиј технички квалитет стана толку уникатен во театарот од овој период. Постоеше традиција на мимика во Полска со Хенрик Томашевски, а имаше и творечки театарски студенти чиј стил раскина со правдоподобноста на официјалните сцени. Имаше исто така и традиционални театри, каде благодарејќи им на драматурзите Јонеско, Бекет, Ружевич, Мрожек, сценографите Шајна или Кантор, режисерите Скушанка, Свинарски, актерството поседуваше прочистена театралност. Уметникот знае многу нешта, но е свесен за нив само при крајот на работата. Во тоа време Гротовски туку што започнуваше. Неговото знаење беше во зачеток и не беше толку забележително како тоа што беше во случајот од 1966. Да, кога тој ден во ден добиваше признание како голем мајстор. А претходно тој не беше ниту особено ценет, ниту почитуван, а ниту пак познат во полските театарски кругови. Па зошто ја се задржува во Ополе? Мојата роља како помошен режисер во Акропол и Доктор Фауст се состоеше во седење и следење на напредокот на пробите. За потоа седејќи насамо со Гротовски, јас да давам предлози, да искажувам сомнежи, да барам објаснувања, искажувајќи ги сите своји асоциации и прашања. Ова го работев 30 месеци. Само ретко и самиот имав можност да ги насочувам актерите. А кога тоа се случуваше, тоа секогаш беше болно искуство. Актерите ме следеа со една иронична насмевка, а јас се чувствував парализиран од општоста на моите совети. За време на пробите, јас иако бев неподвижен, сепак бев многу внимателен и приемчив и никогаш активно не се вмешував во работниот процес. Дали ова начинот да се стане режисер? Залепен за мојот стол, јас се прашував, што е тоа што го учам?
И си се теше, велејќи си, ако. Самиот си сакал Жорж Дандин. Туля волю Жорж Дандин. А за време на пробите, понекогаш и јас самиот не разбирав што се случуваше. Но во Акропол, додека ја следев сцената со спротивставените ритми и нејзините сирови особености, добивав двојна визија. Невидлив превес од солзи го насочуваше мојот поглед навнатре, кон еден таинствен и непознат дел од мене. Таа сцена, нејзините интонации, движења, беа како налети на ветерот на пан кој ми ги брануваа сетилата. Слушав гласови. Им одговарав, а додека јас бев заробен во тој диалог, представата веќе ја немаше. Јас ја надминав представата, влегов во нејзиното средиште, бев некаде потаму. Но каде? Го стекнав убедувањето дека театарот е пламен кој бара дрво, душата и телото на еден актер за да гори. И потоа за 3 недели даровме 32 представи во Ченстхова, Ополе и Клоцко, во циркуски шатор исполнет со преку 2500 гледачи. Јас бев запрепастен од суровиот живот на изведувачите, чиј опстанок буквално зависеше од ефективноста на многуте часови секојдневно вежбање. Потоа јас напишав извеште за Министерството. Во него зборував за шамани, за надприродни појави, за сома, телото како ефикасност, одржливост, совршенство, за елементарната театралност нагласена преку музиката, светлата и чукањето на тапаните и за психичките чинители како возбудата и еуфоријата на публиката. И на крајот го отворив програмчето на Акропол и го препрочитав. Како тоа да беше молитва. Ние работиме под земја и во полиња, под покрив и на дошт, со лопати, колички, копачи и токмаци. Носиме вреќи цемент, редиме тули, поставуваме железнички шини, поставуваме огради. Ние ја набиваме земјата. А ние ги градиме основите на една нова цивилизација. Дури сега јас ја спознавам цената на древност. А што ќе дознае светот за нас ако германците победат? Тие ги убиваат нашите семејства, болните, старите, тие ги убиваат децата. И никој нема да дознае за нас. Тие ја создаваат убавината и добрината. Тие ја создаваат вистината. Тие ја создаваат религијата. Актерите, како фигури од сликите на Ел Греко, беа во состојба да зрачат светлина со начинот на личната техника, станувајќи извори на духовна светлина. Ова изјава на Гротовски во Кон бедниот театар никако не е метафора. Таа е чиста, фактичка изјава. Јас дојдов во театар, кој не беше ниту театар трупа, ниту бунтовнички. Тој започна како мал и традиционален провинциски театар со разнолика дружина од актери и со уметнички и литературен директор кои едва и се познаваа. Актерите не беа извонредни личности, но преселувајќи се од провинција, тие едноставно очекуваа важни роли. Немаше многу кандидати по првите продукции, освен Ришард Чешлак, кој, како што ми рече, решил да дојде во Ополе откако ја гледал изведбата на Шакунтала. Еволуцијата на театар 13 редови во театар Лабораторија е еден пример на половен, мал театар, кој започна како литературно-уметнички предвесник, а заврши отелотворувајќи го креативниот процес, кој представува отворање на политичкиот, уметничкиот и духовниот став. Една театарска палингенеза. Едно воскреснување кое траеше 10 години. Судбината на овие актери секогаш ме трогнува. Преку дисциплината на која тие се подчинија, ризикот од политичката анатема и непопустливоста на Гротовски, тие успеа да станат жив символ на театарот кој копнее да се надмине себе си. Тогаш тие се одрекоа од сопствениот идентитет како актери и уметници кои се среќаваат со гледачите. Ришард Чешлак, например, настапи во Махабхарата на Питер Брук. Некои велат дека неговото толкување на Слепиот цар било извонредно. Јас не го гледав, но луѓе кои ми се блиски ми кажаа колку страдал за време на пробите. По толку многу години оддалеченост од сцената. Јас никогаш не успеав да го избегнам чувството на тага кога ќе сретнев некој од актерите на Гротовски. Посебно Чешлак. Никогаш не можев да ја избегнам емоцијата која ме обземаше кога ќе налетав на овие актери кои се беа вкорениле во моето сеќавање преку блескавите ликови кои ги играа, незаборавната звучност на нивните гласови, изразите на нивните лица и
моките и ранливоста на нивните гестови. Или нивната екстатичка неподвижност. Им се восхитував на нивната решителна автономија, но осаменоста која ми се чинеше дека ги проголтала, ми создаваше грудка во грлото. Само во 1996 јас успеав да ја дадам име на мојата емоција. За време на една сесија на Универзитетот на Евроазискиот театар во Сцила, еден режисер кој беше на околу 40 на години, ми раскаже за прекинот на соработката со трупа која водел повеќе од 10 години. Јас проживеав 3 години оплакување, рече, пред да можам повторно да се вратам на работа. Оплакување е поимот кој го поврзав со актерите на Гротовски. Се сетив на мајка ми, која го изгуби сопругот на 33 годишна возраст. Таа можеше да се смее, да ужива, да му абети, дури да флертува со други мажи. Но во најмрачниот агол од нејзиното срце се надзираше свесноста за незаменливата загуба и за неотповикливото ослободување. Сеќавањето за ударот на секавица и преживувањето, додека куќата во која сте израснале се претворила во пеплишта. Неколку е доволен број. Сите ние сме деца на нечие дело. Ние можеме да се залажуваме дека немаме учители или дека ние на личност не влијаела на нас, гордо потврдувајќи дека нашата оригиналност се подхранува со безименото и демократско учење на училиштата на нашата индустријска цивилизација. Или пак ние можеме во неколци на луѓе да го потврдиме поттеклото на патот кој не води кон себе си, ако останатите го нарекуваат професионална биографија. Многу од моите учители никогаш не ме запозна и не ме избра за воспитаник. Тие веќе беа починати кога јас започнував, а тоа што го сторија и напиша не ми беше упатено мене. И од објективна точка на гледиште тоа може да се провере, да се верификува. Иако не секогаш е точно. Сиот нивни живот и дело беше составено од загадочна порака која ми беше упатена исклучиво за мене. Јас сиот мој живот го потрошив да ја одгатнам таа порака која ми се вдоми во моето тело и душа, која ме одржуваше во живот. Тие ме одржуваа во живот. Сите мои патувања и средби беа само скршнување на патот кој ме водеше во Ополе. Денес кога одам во Понтедера да го посетам Гротовски, во неговата едноставна и безбојна соба, прошарена со миризбата на тутун од старото луле, чии ѕидови се полни со книги кои тој секогаш ги сакаше, и кога го гледам како седи така во клацкалката задлабочен во мисла, ретот гонгора ми навира во умот. Кој ќе ми каже дали во Божите тајни архиви стојат словата од името мое? Ние можеме да опеваме како двата лика на Гомбрович или како двајца старци кои веќе со едната нога се на другиот свет. Надвор е темно, а времето минува со истата брзина и истиот тој бавен ритам како кога бевме во Ополе. И како што правевме и тогаш. Ние разговаравме за минатите настани, за книгите кои сме ги прочитале, за средбата со пријател. Ние разменувавме мисли, поучни епизоди, парадокси и шеги, дури и тишини. 1001 ноќ продолжува. А двете Шехерзади остануваат незаплашени додека светот надвор се менува. А следниот пат, јас ќе му раскажам сторија за човекот кој го врвел паркот за на работа секој ден и таму, баш во самиот центар, на градот имало високо дрво со златно јаболко кое висело на највисоката гранка. Човекот секој ден си се подсмевал себе си, на своите чувства дека го мамат, да се качи на јаболкото и да го набере, да се качи на дрвото и да го набере јаболкото кое било само илузија, и како и другите би му се подсмеале. И така, човекот секој ден го врвел истиот пат, а јаболкото се уште висело таму на највисоката гранка. Кога еден ден, тој прочитал во вестник дека некој човек пронашол јадро златно јаболко баш во самиот центар на градот. Еден новинар не верувал во сторијата, се додека не го зел јаболкото во своји раце. А пак надписот имал заклучок. Некои луѓе се навистина среќни. А ние пак убаво ќе се насмееме,
ќе пивнеме малку армањак кој му го донесов, а јас ќе ја почувствувам потребата и желбата да го заштитам, како да е неискусно момче или старец кој е направен од кристал кој во секој момент би можел да се распрсне на 1000 парчи. И пак ќе го откриеме слободниот и лесен хумор од нашите стоперски денови, кога бевме собирани од секретарот на комунистичката партија. Се подсетувам и на филмот Пеплишта и диаманти, кој случајно отидов да го гледам. И на текстот на Ципиријан Норвид, кој го инспирираше пак насловот. Како факел кој блеска, ти расфрлаш искри наоколу. Дали бар знаеш, ќе се ослободиш ли, ил пропаста на сето свое ја забрзуваш? Дали останките твои ќе бидат цел ракатка прав од бурата од вејани ил цвезден диамант сред пепелот што најден ќе биде? Ветува и знак е за победата вечна. Неколку години се доволни човек да се роди, да умре и да се роди пак. Понекогаш неколку е вистинскиот број. Ја зграбчував секоја можност за да бидам запознаен со режисерите и театрите од други градови. Па така во Жетвар, јуни, јас отидов на краток пат до Краков за да го видам мојот норвешки пријател Даг Халворсен. Театарот кој најмногу го сакав беше во Нова Хута, сателитски град на неколку километри од Краков. Огромната челичарница блуеше чад над стуштеното сценарио од грди стамбени блокови, најлошите примероци на социјалистичката архитектура. Огромниот театар беше познат по својата театралност благодарејќи му на сценографот Јозеф Шајна. За време на војната, Шајна беше испратен во Аушвиц. Тоа беше првиот пат јас да видам броеви истетовирани на човечка рака. Токму после првата средба, тој ме покани во својот дом и ми го покажа своето студио. Ние често се среќававме и пиевме до доцна во ноќите. Со него јас често бев жртва на спротивни реакции. Тоа беше како да стојам пред дух кој ме подсетува на ужасите на историјата. Сепак, јас бев воодушевен од неговата уметничка живост. Неодоливиот начин на кој тој расправаше. Неговата способност да испие недобројни чаши водка, а јас имам видено пољаците колку пијат. Неговата глад за животот и неговата нагла привлечност кон жените. На крајот на мојот престој во Краков, јас решив да се вратам во Варшава преку Вроцлав. Даг Халворсен, мојот норвешки пријател, реши да ме придружува. Неговата девојка, Јанка Кац, кога ги слушна нашите планови, ни рече: "Зошто да не запрете во Ополе? Еден мој пријател, Јержи Гротовски, живее таму и раководи со напредниот, авангардниот театар 13 редови, заедно со Лудвиг Флашен." Јас никогаш го немав чуено името на Гротовски, но она на Флашен ми беше познато. Даг и јас помисливме дека и не е толку лоша идеја да запреме во Ополе. Па ние стигнавме таму попладне и на Ринек, главниот плоштад, со мали потешкоти го најдовме театар 13 редови. Низ малата врата ние влеговме во краток, тесен ходник, кој водеше до просторија која не беше поголема од 80 метри квадратни. Гротовски беше висок, млад човек. Некако крупен, со свечено држење, облечен во црно од глава до петици. Црни панталони, палто, кошула, вратоврска, чевли, научари за сонце, кој ги носеше дури за време на представата, па и вечерта. А Флашен пак, тој беше понизок по стас, срдечен и ироничен со мала брада како на Ленин. Тие го изведуваа питачи од Адам Мицкиевич. Изведбата се случи токму во таа просторија од 80 метри квадратни. Немаше сцена, гледачите, се нас е 40, беа седнати наоколу и актерите се движеа меѓу нив. Кога одеднаш, среде збунетоста и смејата на сите, 3 девојки беа извлечкани надвор вон просторијата. Актерите беа нашминкани на еден преувеличен начин,
Некои од нив беа со дури долги лажни бради, а сепак тие беа многу млади, сите под нивните 30. Навикнат, како што бев јас на префинета сценографија и театрален квалитет на многу полски продукции, овие питачи ми се чинеа недотерани. Јас бев принуден да ги заприметам шевовите на костимите, испотените делови од кошулата и лажната брада која почнуваше да се двои од подбрадокот. Во питачи јас не најдов на тоа што за мене представува суштински дел на театарското искуство, двојниот ефект на емоционално учество и интелектуална оддалеченост. Стилот на актерствување исто така многу ми пречеше, подсетувајќи на дело на аматери кои или премногу претерувале, или пак од текстот правеа пародија. Исто така ми се чинеше дека режисерот и актерите се сваќаа себе си извонредно сериозно. Затоа што гледав сцени кои ми се граничат со недостаток на вкус, или во кои гледам брилијантни идеи кои остануваат на едно интелектуално ниво. Еве, например, во една од тие сцени челникот Зигмунд Молик чекореше под метла како да беше таа крст. Накратко, првата изведба на Гротовски ме остави рамнодушен. Потоа, Даги и јас решивме да се вратиме во нашиот хотел и наредниот ден продолживме во Варшава. Летото течеше, а универзитетот и театарската школа беа затворени за одморот, па јас морав да решам како ќе ги минам летните месеци. Бев желен да се запознавам со нови кругови покрај театарските и универзитетските. Па така заврши во Норвешка како заварувач и се врати во Варшава со болка во сите мускули. Сивото есенско небо го заматкуваше градот и мојот ум во сенка, а Варшава се уште ги лекуваше белезите од војната.